Екс-разузнавачот Слободан Богоевски наместо во суд отиде во влада. Тој не сведочеше за случајот Маѓар Телеком бидејќи имал неодложени обврски. Ќе сведочи на некој од наредните рочишта. На листата на предложени сведоци освен Богоевски и екс-представникот на државниот капитал во Маѓар Телеком, универзитетскиот професор Борче Давидковски, одбраната побара да биде сослушан и професорот Владо Бучковски, кој според доказите, додека бил премиер, се потпишал протоколот меѓу владата и Македонскиот Телеком. Заради утврдување на целосната вистина за сите нас, потребно е него сведочење за неопходноста на тој протокол, какви се придобивките за државата, дали има негативности, дали има контрадикторности, дали има нешто што е спротивно на интересите на државата, и мислам дека и во интерес на сите, бидејќи тој како потписник е должен на некој начин да дојде да сведочи пред судот и да каже правата вистина за овој настан. Бучковски во телефонска изјава за 1 ТВ пак вели дека прв сака да се дознае вистината за овој случај. Со задоволство чека покана од суд за да сведочи како што сведочил и пред Њујоршкиот суд, исказ преточен на 100 страни. Во однос на барањето за сослушување на Бучковски, допрва треба да се изјасни и СЈО. Во јавноста е познато дека СЈО во раце ги има документите за продажбата на Македонскиот Телеком, а ги добили од Американската комисија за хартии од вредност. На нон-пејперот кој обвинителката Лила Стефанова на едно од претходните рочишта му го предочи на сведокот Џемали Мехази, кој додека бил министер за транспорт и врски ставил потпис на протоколот. Стоеле имињата на Владо Бучковски како страната А и пријателите од Тетово, лица со иницијали АА и МДЖ. Во овој документ пишувало и дека Маѓар Телеком ќе исплати 2,5 милиони евра на страната А, односно на Бучковски на пријателите од Тетово. Мехази сведочеше дека не му е познат овој документ, а одбраната тврдеше дека не го видела.